За продавачите на зелениот пазар во општина Центар, јануари и февруари се најтешките месеци за заработка. Сивилото и зимското студенило ја отежнуваат нивната работа. Бројот на муштериите е намален, а годината што помина не им беше особено наклонета во однос на проблемите и предизвиците со кои беа соочени. Наместо вообичаеното работно темпо, овие неколку дена продавачите на зелениот пазар работниот ден го започнуваат со протест. Револтирани се на одлуката на општина Центар, со која паркирањето поскапува и во зоната околу пазарот чини 70 денари од час. Продавачите велат дека прометот е намален и дека ги губат муштериите. Тоа е решено, значи 70 денара сат за за нашите картички што имаме од 800 денара е 1500 денара покачено сега. И плюс не ни дават картички, и немаме дозвола со комбинија да влагаме внатре. Викат купувајте коли ако сакате да влагате внатре. А со коли не можеме да товараме ние. Новите барања на продавачите се да се врати старата цена на паркингот и да се воведе 1 час бесплатно паркирање за купувачите од пазарот. Бараме да ни ослободат 1 сат за нашите муштери да може да влезе да пазарат бесплатно. Ко сегде што постои 1 сат бесплатно, нека си ја терат они својата работа, меѓутоа да остават и нас да работиме. И ние сакаме да живееме, имаме фамилија, ранимо овдека. Пазарчиите на зелениот пазар велат дека ефектот од зголемената цена на паркинг услугата во општина Центар веќе ја чувствуваат врз својата работа. Во последната недела прометот значително им опаднал. Има луѓе, јас сум ги видела, ја гледа дека е стаено 70 денари и се враќа назад. Некој го пратиле од дома за кило кромит и кило компира, он треба да плати 70 денари, поише го кошта паркингот него ли кромидот и компирот. Маријан Ѓорѓевски е редовен посетител на зелениот пазар. Не ја оправдува одлуката за поскап паркинг, зашто според него за цената која ќе ја плати за 2 часа паркинг, може да ги купи намирниците кои му се потребни од најблиската продавничка. Тука треба да има нешто подобро за паркирање и цената да нема цена. Си дојде слободно да си пазариш. Зашто да 200 денари за пазарка, со 200 денари ќе купиш сигурно 3 артикли повеќе. На протестите на пазарџиите реагираа од паркинзи на општина Центар. Оттаму сметаат дека решението на проблемот треба да се бара во Скопски пазар, кој треба да обезбеди дел од својата парцела која ќе биде наменета за потребите на закупците на тезги, а не решението да се бара во злоупотреба на јавна површина за да се задоволат потребите на еден приватен бизнис. Пред непол месец, овие исти пазарџии одржаа предупредувачки генерален штрајк, незадоволни од новиот ценовник со кој Скопски пазар им ги зголеми цените за закуп на тезга. Тоа беше за зголемување на дневниот баштар на тезгите. 250 денари, иначе онака си е стара цена на тезгите, не е качена цената месечната на тезгите, ништо тоа не е качено. Но се чини дека една од најтешките битки кои продавачите на зелените тезги ги извојуваа беше онаа со законот за трговија на зелени пазари, со кој меѓу другото пазарчиите требаше да добиваат лиценци, а се предвидуваше забрана за продажба на пазарите на пензионерите. Под притисокот на јавноста и протестите на пазарџиите пред 1 година, владата го повлече законот, а министерот за економија Кресник Бектеши призна дека анализите покажале дека со предложениот закон штета ќе имаат сите, а особено пазарџиите.